Возачите кои летаат по македонските патишта без возачка дозвола и пијани ќе останат и без автомобил. Новите законски измени кои се планираат треба да ги стават во колосек сите што безобзирно лудуваат по градските улици. Најмалку на 120 локации во главниот град системот Безбеден град ќе мери прекршоци, а казната ќе ја добијат во порака побрзо од што очекуваат, порачува началникот на СВР Скопје Сашо Топаловски. Во разговор за Алфа тој е дециден дека полицијата на никој што направил прекршок нема да му прогледа низ прсти, како што имало случај во минатото. Вие не можете да се движите во град со новиот закон кај што е дозволено 50, а вие да возите со 120 и да очекувате дека ќе ве застанат и само ќе ве казнат. Значи, со новиот закон и текако има построги мерки во однос на казна, во однос на одземање возачка дозвола, па и во одредени случаеви, во зависност од какви ви се овие другите следни работи, одземање на моторното возило, за да нели бидеме во тек и со одредени европски земји, кај што имаме веќе смирен сообраќај заради тоа што казнената политика или репресивната моќ на тој тип на законот била успешна. Полицијата сега пишува казни на терен, но плаќањето во многу случаи се одолговлекува со жалби и судски постапки. Во иднина, целта е ова да се промени и казната да се извршува веднаш, за да не може никој да го изигрува системот. Ако вие сте сториле овој месец 2 казни, следниот месец вие истите тие 2 казни ќе мора да ги платите на некаков начин. Ако се потешки, ќе мора да ги платите со нешто друго, значи со одземање на возачка, па трајно одземање, па не знам, поново полагање, или тоа ќе важи за професионалните возачи, или одземање на моторното возило. Или да не кажам, ако предизвикувате сообраќајна незгода со потешки последици, нели, и сега веќе побрза постапка ги во содејство со обвинителство ги судиме тие луѓе. И јавноста во моментов ја гледа можноста дека ќе има казни, но не ја осеќа. Со новиот закон ќе ја осети многу брзо. Репресивноста на законот ќе осети. Драфт верзијата на законските измени за ставање во функција на системот Безбеден град беа закачени на ИНЕР и сите засегнати и граѓаните можеа да остават забелешки. Сега се доработува и се коригираат недостатоците кои биле забележани, па треба да влезе во владина процедура. Оттаму ќе оди пред претениците кои треба да ги разгледаат и изгласаат. Откако ќе биде ставен во функција, најавите се дека ќе има пробен период во кој ќе стигаат казните во порака и на мејл, но нема да се плаќаат, а ќе се искористи за да се проверат системските аномалии пред целосно да биде ставен во функција. Во меѓувреме, полицијата со предупредување до моторџиите и до родителите на малолетниците кои управуваат мопеди да возат со соодветна упрема и да ги почитуваат прописите, за да не се случуваат трагедии со фатални последици. Напев да дадам, значи не купувајте на деца моторче кои што немаат возачка дозвола, заради тоа што во нашиот законник пред 16 години вие не можете да полагате ниту за мотор, ниту за возачка дозвола за кола, така да моторчето што ќе го купите или ако му го дадете вашето моторче што вие го имате на вашето дете, покрај тоа што не може малце задоволство да има, нели, може да има и трајна последица да предизвика сообраќајна незгода со сериозно загрозување на неговиот или на животот на друго дете или возрастен човек. Полицијата изминативе 2 месеци има спроведено и неколку акции за ловење на моторџиите. Граѓаните пријавувале во повеќе наврати во полициските станици дека ги вознемирува тоа што возат дури и по пешачки премини. И родителите ги повикуваат на советување во полиција за да не им купуваат или даваат клуч на своите деца доколку немаат возачка дозвола.